Податоци за тековната состојба на правното лице Класи, кое стопанисувало со дискотеката Пулс во Окочани, прибавувала полициската администрација, а те од неодамна дознале за термините активно и неактивно правно лице. Вака тројцата полициски службеници од Кочани денеска пред судот ја дадоа својата одбрана по обвинението дека во записниците внеле неточни податоци за правното и одговорното лице и дозволиле да се водат прекршочни постапки против неактивно правно лице. Потоа изготвив извештај во полициската станица. На состанокот е запознаен непосредниот старешина, па е прибавена тековна состојба од страна на администрацијата во полициската станица преку централен регистар, пошто е изготвен записник за прекршок, а врз основа на него и барање за поведување прекршочна постапка. Раскажа обвинетиот и додаде дека до поднесување на кривичната пријава не знаел што е активен или неактивен статус. И вториот обвинет раскажа дека ноќта кога ја спровеле акциската контрола, Дејан Јованов Деко воопшто не сакал да соработува со нив, ниту им дал документи за тековната состојба на фирмата, но на распит во обвинителството рече дека му бил предочен записник за кој тврди дека не бил негов. Записникот за извршена контрола и записникот за констатиран прекршок се разликуваа во ракописот и побарав да се вештачи. Затоа што записникот за прекршок не беше со мој ракопис, се сомневав да не го напишал некој од администрацијата. На вкрстените прашања на обвинителката Спасенка Андонова дали при контрола на Пулс го барале одговорното лице на правното лице што стопанисувало со објектот, обвинетиот рече дека Дејан Јованов секогаш се представувал како сопственик. И командирот на полициската станица во Кочани во тој период кажа дека податоците за тековната состојба на правното лице ги обезбедувала полициската администрација. Следното рочиште е закажано за 30 април, кога ќе бидат дадени завршните зборови.